Струмичани со поделено мислење околу продолженото работно време на угостителските објекти и кафулињата. Во четвртокот престана да важи одлуката за работа на угостителите до 18 часот. Одлуката беше донесена по препорака на Комисијата за заразни болести со цел да се спречи групирање во празничниот период од ширење на коронавирусот. Некои од граѓаните велат дека треба да се продолжи работното време на кафулињата и до 23 часот. Дали сте задоволни со продолжувањето на угостителските објекти на работното време до 21 часот? Искрено, јас не живеам во Македонија, моментално бев овде 2,5 месеци. Можам да ви кажам, живеам во Словенија. Во Словенија угостителските објекти не работат од септември и во 2020 работеа само 2 месеци. Не знам што е најдобро, меѓутоа сметам дека треба да се придржуваме за мерките, доколку сакаме што е можно побрзо оваа криза да помине. Да, али повеќе не. До 23 не би се согласил. Тоа е загонетка. За жал. Се уште е загонетка. Не е пандемијата помината, па ние да сега даваме такви... Тоа е веќе недобро испланирано. Може да се продолжи до 23 часа од наредните недели. Ја не се согласувам. Не, до 23. До 23? Да. Батке! Би требало да се зголеми до 23 или? Не. И угостителите сметаат дека треба да се продолжи работното време до 23 часот, бидејќи трошоците се поголеми, а ќе мора да отпуштаат и дел од персоналот. Па ние од искуства, како што се соочуваме повеќе од речи година време, се соочуваме со корона кризата и од големи искуства и гледајќи како граѓаните ги почитуваат мерките што се предложени од министерот, цело време ги држат дистанците, потребите што се за безбедност на своето здравје и на најблиските и сметаме дека може да се продолжи и нешто повеќе од тоа, бидејќи обемот на работа е многу паднат и се смета дека и персоналот е намален. Тоа е еден ланец што сите сме малку застанати со работа или па потребно е да се направи некои подобри мерки што ќе може да работиме до покасно за да може да се зголеми обемот на работа, за да може да се покријават наеми, сите потреби што се за персоналот, за хигиена. Следната недела ќе се разгледа можноста за продолжување на работното време на угостителските објекти по 21 часот, но како што рече вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, секоја мерка што се носи мора да оди паралелно со примарната цел, а тоа е здравјето на граѓаните.